Драги пријатели, добар ден и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и понатаму. А денешната епизода и тема ќе ја искористам повторно благодарение на мојот пријател Сашо Дрвошански, кој што минатата недела не успеавме да доодговориме на прашање поврзано со тоа дали јаглехидратите се единственото гориво за нашиот мозок и дали нашиот мозок може да функционира и без јаглехидратите. Тоа е една дебата во која што има поделени мислења, но генерално од она што јас до сега сум го имал и како искуство и сум го читал, слушал, гледал и така натаму, ќе дадам чисто мое мислење кое што ќе функционира. И на крај на денот, она што можеби некои од вас не го знаат како факти е дека мозокот е практично и повеќе од 60% од самиот состав на мозокот и неговата маса се масти. И она што секој од нас при самото стапување во живот, односно при раѓање, секој од нас се храни исклучиво со мајчино млеко, кое што не знам колку исто така го познавате како факт, но 50% од мајчиното млеко се масти, што повторно ја превртува онаа дилема дека мозокот исклучиво функционира на јаглехидрати и гликоза, кое што многу од нас ја бараат кога можеби учат, се ставени на можеби поголем ментален напор, кога се под стрес и така натаму. И тоа е исклучиво затоа што мозокот прво нешто што сака да употреби како енергија е гликозата, затоа што е најдостапна и најлесна. Но тоа не значи дека јаглехидратите кои што ќе се претворат во гликоза се исклучиво единствениот извор на енергија за нашиот мозок. Она што пред неколку епизоди или недела дена, не знам од прилика колку зборував за кето диета и кето исхрана, е практично го докажува тоа дека нашиот мозок и нашето тело е толку совршена машина што може да функционира и без јаглехидратите, односно да влезе во процес на кетоза кој што и да црниот дроб практично конвертира од мастите да создава енергија, односно да создава гликоза и да го снабдува мозокот со енергија да се обавуваат функциите кои што треба. Дури јас повеќе би рекол дека ако ги исклучиме протеините и мастите од исхраната, тешко дека ќе преживееме и едноставно тешко дека ќе може да функционираме, но доколку ги исклучиме јаглехидратите ќе може да функционираме. Во секој случај ова не го кажувам за да ги исклучите јаглехидратите од исхраната и да не ги внесувате повеќе, затоа што на крај на денот не за џабе е направен тој баланс и таа равенка дека во текот на денот 40 до 50% од калорискиот днес треба да биде јаглехидрати, 30 од протеини и 30 од масти некаде. Тоа не е за џабе така, но чисто овде и денеска зборуваме за тоа дали јаглехидратите се единственото гориво. Воопшто не. И она што исто така како податок можеби некој од вас не го знае, во нашиот крвоток се доволни само 5 грама на гликоза за да може да мозокот обавува функции. Се што е над тоа е веќе проблем, но и повторно и под тие 5 грама и ако се стварно навистина мали количини на гликоза, може да дојде до пореметување на концентрацијата, на фокусот, на мислењето, на меморијата, затоа што сепак не за џабе зборуваме за баланс, изборуваме за долгорочни здрави животни навики. Сепак јас не би ги исклучил јаглехидратите воопшто од исхраната и доколку го направам тоа и ако можеби одам кон таа кето исхрана да посакувам одреден резултат, да стомачно исчистам масти, да навистина направам атлетско тело, тоа би го правил во одреден период, можеби 3-4 недели, но не би го правил на долг рок затоа што по мене тоа воопшто не е окей да се прави константно. Има дебата и сепак и на оваа тема, затоа и се направени овие епизоди, пак ја ве охрабрам, или коментирате, или Ask Јосиф хаштагот користете го, или комуницирате ме во приватна порака и ќе може да разговараме на најразлични теми поврзано со исхрана и активен животен стил. Така да тука за денеска завршувам, ви посакувам здрави животни навики, убав ден, благодарам за вашето внимание и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!